Здраво на сите, тука е Данови, добродојавте во четвртото видео, четвртиот девоушнал од Евангелието по апостол Јован. Заедно поминуваме низ едно од тие биографии на Исус Христос. Ова е напишано конкретно од апостол Јован. И денес ќе читаме од втората глава од 1 до 12 стих, ќе читаме за едно од 8 чуда кои што се запишени во ова Евангелие, во оваа биографија, тоа е каде што Исус претвара вода во вино. Затоа останете до крај, верувам дека Господ има збор кој што сега да го сподели со вас. И ќе ве замолам пред да продолжиме да го споделите ова видео, кликнете на копчето share, сподели за да досегне до што повеќе луѓе, за да досегне до вашите пријатели кои што моментално може би скролат на социјалните мрежи. И помогнете ми заедно да го споделиме тоа живо Евангелие на Исус Христос до што повеќе луѓе да допре. Пред да почнеме да читаме, ќе се помолам за вас. Господи Исусе Христе, ти благодарам за секој еден кој што се вклучува на ова видео, те молам ти да ги благословиш нив, ти да ги чуваш, Господи, ти да ги водиш и те молам ти да ги заштитиш од се што ги мачи, Господи, ти да бидеш со нив во нивните грижи, во нивните проблеми и ти да ги заштитиш и нивните фамилии, и нивните најблиски. Те молам ти отвори го, мекни го нивното срце за Твоето Евангелие, за Твојата љубов, за Твоето слово. И те молам ти зборове преку мене, ова нека биде за Твоја слава, а не за мене, не за моја слава. И те молам ти да бидеш со нас до крајот на ова видео и ова го молам во Твоето име Исусе Христе. Амин. Како што кажав, ќе читаме од втората глава по Евангелие, од Евангелието по Јован, од вториот, од првиот до 12 стих. Вели, на третиот ден имаше свадба во Кана Галилејска и мајката на Исус беше таму. На свадбата беа поканети и Исус и неговите ученици. А кога приврши виното, му рече мајка му на Исус, им снема вино. Исус ја рече, што бараш од мене, жено? Уште не дошол мојот час. Но мајка му негова им рече на слугите, се што ќе ви рече направете. А таму имаше 6 камени садови за вода поставени за миење според јудејскиот обичај што собираат по 2 до 3 мери. А Исус им рече, наполнете ги садовите со вода. И тие ги наполнија до горе. Па им кажа, нацрпете сега и однесете му на старосватот. И му однесоа. И кога го вкуси старосватот од виното што беше станало од вода, а тој не знаеше од каде, но слугите што беа донале водата знаеа, тој го повика младоженецот и му рече, секој човек најнапред го изнесува доброто вино, а кога ќе се поднапијат гостите, тогаш по лошото. Но ти си го чувал доброто вино до сега. Така направи Исус почеток на своите чуда во Кана Галилејски и ја покажа славата своја. И учениците негови поверуваа во него. Потоа слеза во Капернаум, тој и мајка му, браќата негови и учениците негови и таму останаа неколку дена. Како што кажав, овдека во вие стихови е запишано првото од 8 чуда кои што се запишани во ова Евангелие, во оваа биографија на Исус Христос, а тоа е претварањето на вода во вино. И овдека има неколку моменти каде што можеме да се задржиме. Но јас сакам да издвојам 2 до 3 и првата е дека Исус направи чудо овдека на оваа свадба и тоа е очигледно. Но направи чудо каде што беше поканет. Исус беше поканет да дојде на оваа свадба и го направи тоа чудо. Исус може да направи чудо во твојот живот доколку ти го поканиш да дојде. Ако го поканиш Исус во твојот живот, ќе ја видиш славата негова, каде што вели подоцна така и објави тој славата негова. Може да објави славата негова во твојот живот, може да направи чудо во твојот живот. Но само доколку биде поканет, само доколку ти го поканиш во твоето срце да те води, да го предадеш твојот живот на него до последниот ден од твојот живот. И ќе ги видиш чудата негови, ќе видиш славата негова низ целиот твој живот во сите денови. Но има еден втор момент каде што сакам да се задржам, а тоа е тоа што го прави мајка му, мајката на Исус. Мезе и го приложуваат проблемот дека снемало вино. Младоженците во тој период по еврејските обичаи ја плаќале целата свадба и било срам доколку снемало храна или вино, а свадбите тогаш не траеле кај нас ден-два, туку траеле до 7 дена по еврејските обичаи. Било стварно срам, дури фамилијата на невестата можела да ја тужи фамилијата на младоженецот, правно да ја тужи на суд, доколку се случило тоа и стварно било срам за фамилиите во тоа време. Различни обичаи од денеска, но ето, така било тогаш. И мајката на Исус го гледа овој проблем, најверојатно биле некои блиски луѓе, фамилиарни пријатели или блиски пријатели на мајката на Исус, и таа грижејќи се за тие луѓе го приложува тој проблем на Исус. И само му вели им снема вино. Не му кажува што треба да направи, само го приложува проблемот
кој што она го осознала пред Исус. Кои проблеми ги имаш ти денеска? Дали ги имаш проблемите со кои што сите се соочуваме, можеби овие година-две, здравствени проблеми или финансиски проблеми или некои други проблеми лични, приватни, проблеми со фамилијата, проблеми со партнерот, проблеми со блиски пријатели. Или можеби те повредил некој. Што и да имаш, каква грижа да имаш, каков проблем да имаш, можеш да го приложиш пред Исус. И ќе видиме Исус што прави понатаму, односно мајката на Исус прави уште еден чекор пред Исус да го направи чудото. Мајката на Исус во 5 стих, 2 стиха подале можеме да видиме каде што им вели на слугите, се што ќе ви рече Исус, направете. Освен тоа што го приложува само проблемот на Исус, пред Исус, му го доверува и му го предава проблемот. Мајката на Исус го предава проблемот на Исус да тој направи тоа што он мисли дека треба да го направи, бидејќи Исус знае што е најдобро. Нема што мајката на Исус да му кажува него иди направи го тоа или тоа. И ние многу често, јас лично многу често можам да се фатам во молитва каде што не го приложувам, не го предавам проблемот, туку му кажувам на Исус што да направи. Пошто сметам дека ја подобро знам. Но тоа е многу често и грешно. Бидејќи Исус знае што е најдобро за нас. Исус нема создадено, го има испланирано нашето создавање уште пред почетокот на светот. Ги има избројано нашите денови, ги има осознаено нашите денови, ги има запишано во неговите книги уште пред создавањето на светот. Тоа го вели Давид во псалмите. Нашиот живот не е случаен, не е од никаде. Туку Исус го има испланирано нашиот живот уште пред почетокот да биде, пред светот да биде создаден, уште пред почетокот. Колку е важно тоа дека Исус мислел на тебе уште пред сонцето да биде создадено. Твоето име било запишано таму, твоите денови биле запишани таму во Божите книги. И предавањето на проблемите, предавањето на ситуациите, предавањето на повредите, предавањето на сите работи пред Исус, на Исус, е најдоброто нешто што можете да го направите, бидејќи стварно вистински Исус е во минатото, е во сегашноста и е во иднината. Знае што ќе биде. И ова е една порака која што можеме сите да земеме дури малку и себично за работите низ кои што праќаме, каде што не можеме многу со наши сили, не можеме многу со наша контрола. Можеме до одредено ниво со нашата волја, со нашата контрола, со нашите сили, но лимитирани сме. Лимитирани сме со енергија, лимитирани сме со знаење, лимитирани сме со тоа колку можеме да видиме подалеку во иднината, а не можеме да видиме скоро ич во иднината. Бидејќи на никој не ни е ветен наредниот момент, на никој не ни е ветен наредниот ден. А ние толку многу мислиме дека сме мудри и паметни и планираме долгорочно, но предавањето на работите на Исус и верувањето во следниот чекор дека Он знае што е подобро, Он знае што е најдобро, следејќи ја неговата волја. Тоа е, според мене, нешто помудро кое што можеме да го направиме и ти можеш да го направиш тоа. И ќе видиш како Исус ќе почне да прави чуда и во твојот живот. Доколку не го познаваш, можеш да го запознаеш сега, бидејќи Он те чека, те бара, чука на вратата на твоето срце. Тоа го пишува во Откровението, каде што Исус седи пред вратата на твоето срце и чука. И те бара да има вечера со тебе, бара да влезе во домот на твоето срце. И бара да те спознае лично, да го исчисти твојот дом, да ги среди проблемите. И да ти даде сила да предеш низ тоа низ кое што проаѓаш. Затоа предај го животот на Исус, биди со Него. Овозможи му, остај му простор да делува во твојот живот, да направи чудо, бидејќи ова чудо не е само од тоа време. Јас сум сведок на чуда во мојот живот, кој што Исус ги има направено за мене, познавам луѓе кои што се сведоци на чуда, кои што ги направи во нивниот живот и верувам, цврсто верувам дека доколку го предадеш твојот живот на Исус, доколку ги предадеш твоите проблеми на Исус, ќе ги видиш чудата кои што тој ги има спремено за тебе. Затоа предај го твојот живот на Исус, падни на колена во молитва, повикај го како татко, повикај го како најверен пријател кој што никогаш нема да те остави, кој што не е лицемерен, кој што е полн со љубов и те сака тебе, те испланирал уште пред почетокот на светот. Не си случајно создаден си со цел, создадена си со цел, има план за вашиот живот. Бидете благословени и се гледаме во следно видео. Чао!